Благодарам председателя за информација на јавноста и за граѓаните на општина Газиваба. Побаравме 40 милиони денари за изградба на фекална канализација во повеќе населени места во општина Газиваба. После, да речам, 7 години предлагање некој пат за буџет и за ребаланс и по 2 пати во годината на овој амандман, очекував дека нема да го прифатите. Ја потврдивте мојата теза дека всушност инвестирате во политички подобни за вас општини, а во политички неподобни како што е Газиваба, затоа што во Газиваба не сте победили и нема да победите. При тоа, иземајќи го фактот дека повеќе од половина од општина Газиваба функционира без фекална канализација и на отворени канали. И повторно ве потсеќам дека во 2016 беа пресудни да бидат функционални отворените канали, затоа што токму затоа се случи катастрофалната поплава. Но за среќа имаме градоначалник од ВМРО ДПМН кој што за 2 години почна и заврши 21 километар фекална канализација во 5 населени места, и тоа Црешево, Смилковци, Јурумлери, Гоце Делчев и Страчинци. Што е најважно, онаа вакуумска канализација која што ја почнавте во вашиот мандат во Јурумлери е продолжена. Тоа значи дека ние не ги двоиме граѓаните, туку дека работиме во интерес на граѓаните, а за жал вие не се надминавте, уште еднаш докажавте и го одбивте овој амандман. Ве замолувам, заменик министер, како што многу пати сум апелирала, да покажете барем малку интерес за граѓаните на општина Газиваба, барем да го прифатите амандманот со намалени средства. Нека не бидат 40 милиони денари, нека бидат помалку средства, за да покажете дека се грижите за сите граѓани подеднакво. Вака останува фактот дека селективно давате пари од буџетот, а сепак граѓаните од општина Газиваба уредно плаќаат и даноци и заслужуваат во 21 век да имаат основната потреба, односно да имаат фекална канализација. Благодарам.